кажуваме, во овие моменти скопјани протестираат против загадувањето од Вардариште. Симона Петровска е меѓу жителите кои со денови наназад се обидуваат да го кренат алармот за опасноста од пожарите на депонијата. Симона, нов протест Стара Волка. Така е, Весна. И денеска во 18 часот започна протестот овде во општина Аеродром. Полициските службеници го затворија булеварот, а граѓаните постари и помлади застана и гласно порача почист воздух и одговорност од надлежните по пожарот во дивата депонија Вардариште. Да погледнеме дел од нив. Моите барања се само чист воздух, ништо друго. Нека размислат надлежните што прават. Они можат да направат нешто, ние можеме да протестираме. До кога ќе протестирате? Веројатно додека не се оствари тоа што треба. Да се диша. Се знае зошто се протестира. За чист воздух. Против Вардариште и сите диви депони сега да не ги броиме, кои се необезбедени, неоградени, без контрола, дризла, не отруе, буквално не отруе. Ја живеам тука во Ново Лисиче. Најмногу го чувствувам ние од Ново Лисиче, населба Лисиче и најмногу го осеќаме тоа. А по пожарот во дивата депонија Вардариште огнени стихии зафати и депонијата Дрисла, гореше и фабрика во село Трубарево. За одговорноста и што се случуваше таму гледаме од прилогот на колегата Огнен Ченчаревик. Увидот на местото каде што беа објектите на F групација за складирање на опасен отпад во Скопско Трубарево, кои изгореа во саботата, ќе почне утре, а ќе го координира Скопското обвинителство. Денес во Трубарево заврши затрупувањето на просторот со земја на местото каде што беа објектите каде што избувна катастрофалниот пожар. Увидните екипи на терен ќе ги координира јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје. По наредба на јавниот обвинител, екипи на СВР Скопје и денеска излегува на лице место со цел преземање действија и прибирање определени докази потребни во однос на постапката за загрозување на животната средина со отпад. Во континуитет се преземаат повеќе действија на обезбедување и анализа на документација. Обвинителството побара продолжување на притворот на четворицата осомничени за нови 48 часа. На локацијата каде што беа двата хангари се уште се чувствува силна миризба која потекнува од литиумот и останатите опасни хемикалии кои се уште горат под нанесената земја. Стоиме на местото каде што беа објектите за рециклажа на F групација во Трубарево, каде што во саботата избувна катастрофалниот пожар. Сега се е затрупано со земја, а зад мене има купишта кои сведочат за јачината на пожарот. Какво било загадувањето на воздухот и на почвата, допрва треба да се утврди. Ноќеска околу 23 часот повторно избувна пожар на депонијата Дрисла, на локација која се наоѓа на поголема оддалеченост од претходното жариште, кое со денови ги труеше жителите на Скопје. Според надлежните, пожарот бил изгаснат за околу 1 час пред се благодарение на тешката механизација која се уште е во Дрисла и со која се затрупувал и овој пожар. МВР минатата недела најави дека ќе има полициско обезбедување на периметарот на депонијата, која не е физички оградена, дека ќе бидат поставени термални камери и дека ќе биде активиран дрон. На Вардариште пак сликата останува иста. На само 50 на метри од еден од влезовите во дивата депонија се овие купишта на смет, отпад и шут. Иако надлежните најавија патролно обезбедување на депонијата, во периодот додека екипата на Телма беше на локацијата, не помина патролно возило, но немаше ниту луѓе. Од владата за сега нема најава за преземање на надлежностите од општина Газибаба и решавање на овој децениски проблем на жителите на Скопје. Од Министерството за животна средина пак вчера соопштија дека со одлука на министерот и вице-премиер Изет Меджити е затворена депонијата во селото Никуштак, бидејќи постоечката локација не ги исполнувала еколошките стандарди. Како што може да се забележи зад мене, голем број на граѓани излегува и денеска на протест овде во општина Аеродром поради загадувањето на воздухот по пожарот кој што ја зафати дивата депонија на Вардариште. Како што можевме да слушнеме и од граѓаните, на протест се излезани поради
одговорност, барање одговорност од надлежните и почист воздух